Почитувани, добре ни дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром. Се за спортот, собрано на едно место. Говориме за настапите на нашите спортисти и спортски колективи, нашите, мислам, кавадаречки, неготиевски, росомански, од градот, од регионот, од општинава, од државава. Говориме и за меѓународниот спорт, доколку го има и доколку има нешто интересно. И се разбира, сето тоа собрано само на едно место. Во емисијата Спортодром. А како и секогаш, одиме за почеток со најважната споредна работа на светот. Фудбалот. Бубамарата се тркалаше и овој викенд 24-то првенствено коло, прва македонска фудбалска лига, да ги погледнеме резултатите. Тиквеш Брега 6-1. Четврта победа во серија за фудбалерите на ГФК Тиквеш. И тоа пак што е четврта во серија, во голема мерка зависи од сето она што допрва треба да се случува. Значи, уште 9, ако не се лажам, 8 или 9 првенствени кола има до крајот, 33 се играат, ова беше 24-тото. Сега следува пауза во првенството заради репрезентативни настапи, меѓутоа убавите резултати на Тиквеш придонесуваат за подобрување на атмосферата, како во собликувалната, така на теренот, така и на трибините. Во останатите средби, Работнички продолжува да брка спас од испаѓање. Работнички Силекс 2-0. Македонија Ѓорче Петров Шкендија 0-1. Арсими Вардар 1-0 и Пелистер Струга 0-2. Денеска играат Шкупи и Башкими. Тоа е она што на некој начин можевме да го споделиме со вас. На табелата води Вардар 58 бодови, колку што има и Шкендија, израмнети се сега на врвот. Струга на третото место има 53 бода, Силекс е четврти со 40, меѓутоа сега Тиквеш е петти со 36 бодови. Башкими има 32 и надпревар помалку, Арсими 29, Брера 28, Македонија Ѓорче Петров 23, Пелистер и Работнички имаат по 22, Шкупие само со 1 бод. Нека стои табелата режија. Да ве подсетам, значи, четвртиот нема Европа, чисто информативно да се знае. Шампионот игра, Шкендија, Струга и победникот на купот. Осмото место е проблематично. Осмото и деветото место играат бараж за опстанок. На осмото место моментално е Брера, која има 28 бодови, 8 помалку од ГФК Тиквеш. Тоа 8 помалку во превод ќе му дојде 3 победи помалку има Брера. Македонија Ѓорче Петров има 23, Пелистер и Работнички имаат по 22. Меѓутоа, реков, 8-то и 9-то играат бараж, а 10-то, 11-то и 12-то пласираните директно испаѓаат од првата лига. На 10-то место моментално е Пелистер со 22, 11-то е Работнички со 22, еден бод, само еден бод помалку има Македонија Ѓорче Петров кој има 23 и Македонија во онаа зона на разигрување, односно бараж надпревар за опстанок. Сега, Работнички и Пелистер, ако сакат да се спасат, ако ништо друго, мора да
таргет да си направат на 8-та и 9-та позиција. Не знам, 7-та не знам колку ќе биде достижна, меѓутоа следното коло би требало да се игра на 5 април. Струга ќе го пречека Работнички. Ќе биде многу интересно. Силекс не би требало да има проблеми со Шкупи. Дербито на средината во борбата за спас го играат Брера и Арсими. Вардар на домашен терен не би требало да има проблеми со Македонија Ѓорче Петров. Меѓутоа, Македонија Ѓорче Петров, знаете, во онај сега во онај бараж сегмент. Меѓутоа, со пораз за победа, да речеме, на останатите, сега колку може да победат. Работнички гостува на Струга, Пелистери гостува на Шкендија. А Тиквеш во наредното коло му гостува на Башкими. Сега ќе биде интересно да се проследи тој надпревар, бидејќи со евентуална победа Тиквеш дефинитивно ќе биде во оние мирни води и сега е во мирните води, меѓутоа се уште има некои математички шанси останатите. Втора македонска фудбалска лига, 21 кол. Охрид Вардар Неготино 4-0. Беласица Тетекс 3-1. Слога Виница Шкендија Рачиново 0-5. Детонит Плачковица Осогово 2-4. Скопје Кожув 1-0. Преспа Брегалница 0-3. Саса Новаци 0-0 и Големо Конјари победа 2-0. По 5 месеци конечно прва победа на Големо Конјари. На табелата Охрид 49, Шкендија Рачиново 48, Скопје 47, Брегалница Штип 46. Беласица следува со 43. Во втората лига, нека стои табелата, значи во втората лига првакот директно влегува во првата лига. Вториот, третиот, четвртиот и петиот, за сега тоа се Шкендија Рачиново, Скопје, Брегалница, Штип и Беласица, играат прво меѓу себе, вториот со петиот, третиот со четвртиот, па победниците од тие дуели ќе играат баражи со екипите што ќе бидат на 8-то, односно 9-то место во првата лига за опстанок, односно влез во повисок ранг. Осогово на 6-то место има 39, Новаци има 37, Детонит Плачковица 35. Во долниот дел на табелата 9-то, 10-то и 11-то место се таргет групи за баражи. На 9-то место Кожув 29, на 10-то Тетекс 27 и Саса на 11-то со 25. Овие три екипи ќе играат баражи со прваците на третите лиги. Тие претходно, бидејќи имаме 6 трети лиги, претходно меѓу себе ќе одиграат, победниците на тие три дуели ќе играат баражи со екипите кои што се на 9-та, 10-та и 11-та позиција во втората лига. Значи бараж за опстанок во втора лига или за влез во втора лига. Од втората лига оваа сезона ќе испаднат дури 5 екипи. 12-то, 13-то, 14-то, 15-то и 16-то пласираните. 12-ти моментално е Вардар, кој има дури 10 бода помалку од најблискиот конкурент, Саса. Значи Саса има 25, Вардар Неготино има 15. Преспа Ресен има 12, Прилепска Победа има 11, Слога Виница има 8, Големо Конјари има 7. Тоа се екипите кои што се најзагрозани и најблиску до испаѓање. Последното коло Осогово ја пречекува Слога Виница, мини дерби играат Шкендија Рачиново и Беласица. Победа ќе го пречека Детонит, Тетекс игра со Саса, Новаци со Преспа, Кожув со Големо Конјари, дербито на колото го играат Брегалница, која во Штип го пречекува лидерот Охрид. И Вардар во Неготино ќе го пречека исто така претендентот за висок пласман тимот на Скопје. Продолжуваме со фудбалот. Меѓутоа, ќе продолжиме со третата македонска фудбалска лига, група Југ. Таму на програмата овој викенд беа средбите од 17-тото кол. Росоман Башкими
непријатно изненадување за росоманчани. Росоман поразен на домашен терен со резултат 0:4. На спротивната страна, Тополка, Венец, Долни Дисан. Пријатни вести за жителите на Дисан. Тополка, Венец 3:4. Победа на Венец. Борец, Млекар 4:0, Влаздими јуниор Ултрас 1:1 и Младост, Кривогаштани Превалец 0:1. Слободни во около беа екипите на Питу Гули и Бучин, бидејќи Питу Гули требаше да гостува кај Слога Лажани, а Бучин требаше да го пречека Дреново. Дреново и Слога Лажани се откажаа од ова надпреварување. На табелата во третата лига Југ води Борец 40 бодови, пред Превалец 37, двете велешки екипи. Венец е на третото место, има 34 одлични бода. Ултрас е четврти со 32, па следуваат Росоман со 24, Питу Гули со 23, Башкими има 21 бод, Бучин и Младост по 15, Тополка и Влаздими јуниор по 14, Млекар има 13 и двете последни екипи Дреново со бод и Слога Лажани без ни еден бод. Во следното коло Росоман ќе биде слободно, бидејќи треба да му гостува на Дреново. Венец на домашен терен ќе го пречека Бучин, убава можност за нови 3 бода. Башкимик игра со Влазними, Питу Гули Младост, Ултрас Тополка и Млекар слободен и треба да игра со Слога Лажани. Тоа се, значи, паровите. Ќе биде интересно во третата лига Југ да го следиме поготово настапот на фудбалерите на Венец од Долни Дисан. И сега кога сме веќе кај фудбалот, продолжуваме меѓутоа со оној помалиот фудбал, оној во сала или футсал, како сакате. Прва македонска футсал лига, 14-то коло, Мал Ајакс Клими 3:3. Ке ги моби проект 2:6. Балкан Шкупи 5:6. И Јувентус Серава Осогово 2:2. Вечер ви играат Форца и Бута. На табелата проект максимални 14 победи, вкупно 42 бода. Ке ги моби на второто место заостанува дури 13, има 29. Форца на третото место има 22, но и надпревар помалку. Клими на четвртото место има 19 бодови. Следува Бута со 18, меѓутоа Бутел има надпревар помалку. Шкупи 17, Јувентус Серава 16, Осогово 15 и на дното се Мал Ајакс со 10 бода и Балкан со 9. Последното коло, дербито, Вока Вадарци, Клими го прочекува лидерот проект. На дело ке може да го видите тимот кој што претендира за шампионска титула. Во втората футсал лига се одигра 15-тото коло. Црна Река, Овче поле и се универзити и ССК Скопје играат вечера. Да се знае. Во останатите 3 средби, Партизан Југ Кршијака 2:10. Железарец Конзули 12:5. И Карадаку Кратово 4:10. Во ова конкуренција води Железарец со 34 бода, се универзити е втор со 30 и надпревар помалку. Кршијака има 28, Црна Река има 27, но и надпревар помалку. Кратово 19, по 18 имаат Фудбал Старс и ССК Скопје кој има надпревар помалку. Партизан Југ има 16, Кршијака 13, Овче поле кој што вечерва е противник на Црна Река е предпоследно со 11 бодови, а последно е Карадаку без ниту еден бод. Значи, може да се надеваат фудбалерите на Црна Река на нов триумф ако не го потценат противникот. Машка ракомет на Суперлига, ракомет немаше. Ракометарите на Македонија, четата на Кире Лазаров, одигра пријателски контролен надпревар против селекцијата на Австрија и одигравме нерешено. Буквално во последните секунди Филип Кузмановски успеа да постигне гол.
меѓутоа веќе наредниот викенд, ново коло, трето коло од плейофот, Вардар Охрид во дербито, Бутел Пелистер и во автокоманда Алкалоид ГРК Тиквеш. Во плей-аут групата Куманово Еврофарм Пелистер 2, Стругат Прилеп и Радовиш Пролет. Тоа се значи се оно што е поврзано со ракометот и така натаму. Можевте на дело да видите четата на Кире Лазаров, колку пруживме, како пруживме, сепак Австрија воопшто не е за подценување како репрезентација. Сега фактот што се игра пријателски надпревар, па дали најдобрите се земени, истото важи и за нас, дали најдобрите беа земени или можеби се крие некој адут во ракавот. Нашата репрезентација на патот кон светското првенство и го доби противникот, тоа ќе биде селекцијата на Словачка. Мене ми се чини во мај месец таму некаде ќе се игра баражот, двата баражи. Во првиот надпревар гостуваме, а вториот го играме на домашен терен. Затоа ќе биде интересно, особено фактот што Словачка победи Украина, руска школа, нели? Меѓутоа и Македонија има своји адути за ваквите дуели. Сега ќе се преселиме на кошарката. Машка кошаркарска МТЛ Супер Лига. 20-то коло, уште 2 до крајот. До крајот на регуларниот дел. Тиквеш Голден Игл Куманово вечерва. Чисто да си знаете. Кожув МЗ-та Гевгеличани направи едно пријатно изненадување. Го совладаа МЗ-та со 88-80. Чаир Феникс 67-81. Можеби Феникс ни направи услуга. Велам можеби. Гостивар го доби Маđари и сигурно ни направи услуга 86-66. Работнички го победи Ангели убедливо со 107-67 и ТФТ го совлада Пелистер со 99-84. Битолчани сами си се криви, сами си победија, а ТФТ одигра мудро, ги чекаше грешките на Битолчани и сите ги казни. Тука да нема дилеми. На табелата ТФТ по поразот на МЗ-та повторно ја превзеде првата позиција, има 38 бодови, МЗ-та има 37, Пелистер има 34, Кожув 31, Маđари има 30, 29 има Чаир, по 28 имаат Куманово, Работнички и Феникс, 27 има Тиквеш, Гостивар има 25, Ангели има 21. Нека стои табелата режија. Да ве подсетам, во кошарката победата носи 2 бода, меѓутоа поразот носи 1 бод. Има некои размислување да се менува овој начин на бодување, меѓутоа отом потом. Вечерва Тиквеш Куманово. На Тиквеш му одговара исклучиво само победа. И што ќе се случи доколку победат нашите кошаркари. Во тој случај Тиквеш ќе има 29 бодови. Ќе се изравни со Чаир, односно ќе го мине Чаир на табелата, бидејќи има подобра кош разлика. Меѓутоа, Куманово, кој сега има 28 бода, ќе добие бод за пораз и Куманово ќе избие на 6-та позиција, ние ќе бидеме 7, Чаир ќе биде 8, сите три екипи со по 29 бода. Меѓутоа, кавадаречките кошаркари навистина имаат невозможна мисија. Зошто? Затоа што имаме тежок распоред до крајот. Остана, реков, уште 2 кола и ќе треба да се надминеме себе си. Што, кое, како? Прво во понадпреварот со Куманово, значи не чека гостување во Битола, ке Пелистер. А во последното коло од регуларниот дел ни доаѓа лидерот ТФТ. Значи е тешко. 6 најдобри разигруваат за титулата, играат плейоф, значи од 1 до 6. А оние од 7-та до 12-та играат плей-аут. Значи да бидат јасни овде пропозициите. Во наредното коло, кажав, Тиквеш Голден Игл му гостува на Пелистер во Битола.
Куманово на домашен терен ќе игра со Кожув. Кожув на некој начин е сигурен за плей-офот, така да тука нема што да размислуваме. Феникс дома игра со Маđари. Сега, Маđари е близу. Значи, ако Феникс го совлада Маđари, Феникс ќе се изравни со Тиквеш, а заедно со Тиквеш ќе имаат само бод помалку од Маđари. Па буквално во последното коло може да се брка. Тоа во случај Тиквеш да загуби од Пелистер. Меѓутоа, ако Тиквеш победи со Пелистер, Тиквеш ќе се изравни со Маđари, а Феникс ќе дојде само на бод од Тиквеш и Маđари. Значи, правиме калкулации. Ангели на домашен терен играат со Чаир. Чаир има многу лесна задача. Значи, ако победи, повторно ќе му избега на Тиквеш еден бод. МЗТ работнички во вечното дерби. Работнички едноставно мора да оди на победа на овој надпревар, доколку сака да се ги задржи шансите за плей-оф. Ако загуби, веќе се е загубена. И ТФТ гостивар. ТФТ не би требало да има никакви проблеми овде, да слави и да се ја задржи стартната позиција број 1 на табелата. Значи, ќе биде интересно на надпреварите МЗТ работнички, каде што работнички мора да победи. Феникс Маđари, екипи на кои што многу им требаат бодовите. Куманово Кожув, на кумановчани повеќе им требаат бодовите од гевгеличани, меѓутоа гевгеличани покажа оно што се вика спортски дух. Си го победија шампионот, без разлика што требало, не требало бодови. Сега, кога треба, не треба, Пелистер во битоа, па не им треба, тие се сигурни на позицијата број 3, не можат да стигнат на број 2, не можат, ми се чини, да ги угрози некој на позицијата број 3, на битолчани едноставно и бодовите веќе не им се потребни, меѓутоа на Тиквешите како им му требаат бодовите. Овие две стрелби мораме две победи, ако сакаме да размислуваме на плей-оф. Инаку ќе се играме плей-аут. Прва женска кошаркарска лига, 17 коло, јас ќе кажам очекувани резултати, горе-доле. Про баскет МЗТ 72-50. Победа на Про баскет, очекувана. Вардар Патриот Делчев 99-88. Според резултатот може би потешко од очекувањето, но Вардар беше фаворит. Крива Паланка Спортим Неготино 93-52, и овде беше очекувано Крива Паланка да слаби убедливо, меѓутоа неочекуваното е во дербито. Бадел Баскет Кам. Победа на Бадел од 54-48. Бадел направи мудар потек, играше со децата во регуларниот дел. Кога почна оролоџото, се засилија, односно пред самиот почеток на оролоџото, вториот дел од сезоната кога почна, тие се засилија и сега прават рашун. Мене ми чини се без пораз во овој дел, во овој сегмент од лигата. 54-48 славеше Бадел на дуелот со Баскет Кам. Сега, што да ви кажам, на табелата во оваа конкуренција, Крива Паланка има 31 бод, Баскет Кам 30. Бадел и Вардар имаат по 29, Про Баскет има 27. Меѓутоа сега вака. Ова беше 17-то коло, има уште 4 до крајот. Значи, 3 пати по 7, 21 се играат. 21 коло. Две победи е разлика помеѓу Вардар, Бадел и Про Баскет. Во следното коло, значи во следното коло, Баскет Кам го чека Вардар. Вардар 2 пати го совлада Баскет Кам сезона. Бадел му гостува на Паланка. Паланка, ако сака да остане, да го одржи чекорот во трката за стартната позиција број 1 со Баскет Кам, Паланка мора да оди на победа против Бадел. А Бадел, со евентуална победа, и дефинитивно ќе го реши прашањето околу
разигрувањето, односно плейофот. Во женска конкуренција 4 играат во плейоф, 4 играат плейаут. Сега за сега тие 4 се Паланка, Баскеткам, Бадел и Вардар, а Про Баскет ја брка таа четврта позиција, со на фактот што се пети, заостануваат само 2 бода. После Про Баскет далеко се МЗТ со 22, Спортим Неготин и Патриот со 18. Меѓутоа реков, Крива Паланка Бадел е дербито на идното коло, Спортим во Неготино го чека МЗТ во дербито на дното, а Про Баскет гостува во Делче, кај екипата на Патриот. Со победа ќе биде извршен на некој начин и притисок врз екипите на Вардар и Бадел. Вардар, подсетувам, ќе му гостува на Баскеткам. Нешто се случува во Каменица, меѓутоа нема да влегуваме во тие задкулисни игри. И доколку Бадел загуби од Паланка на гостувањето, ќе биде многу интересно, бидејќи Про Баскет ќе се доближи само на 1 bod од овие две екипи на 3 кола до крајот. Тука меѓусебните дуели би требало да решаваат во оној последен дел од регуларниот дел на сезоната. Така да, нема да филозофираме, јас се надам дека нашите девојки ќе покажат на вистина доблест. Еве, сезонова направивме на вистина еден добар, квалитетен тим кој што може да се носи со секој еден противник. Покажавме тоа, имавме 2-3 тесни порази, меѓутоа битно е што девојките на Атанас Наседимов на вистина носат, полека ја враќаат публиката кога станува збор за женската кошарка во салата во Кавадарци. Сега вака. Чисто за кошарката девојки, американката Меккормик одигра само 1 минута и постигна 2 поени. Стоева постигна 11. Томас постигна 31 поен, а имаше и 12 скока. Милица Јовановиќ имаше 6 поени и дури 12 асистенции, плюс уште 7 скока. Меѓутоа, повторно една слаба реализација. Значи, Милица имаше 0 од 4 за 3, имаше 2 од 5 за 2, имаше 2 од 3 слободни фрлања, мене ми чини 2 од 9 ке му дојде тоа, шут од поле. Душица Мицева одигра скоро 30 минути, постигна 9 поени, имаше и 10 скока, солидна реализација, 4 од 9, значи негде 44%. Лоша реализација од слободните фрлања, тоа ќе го споменам. Од останатите наши девојки, значи 37 Томас, 9 Мицева, 6 постигна Јовановиќ, Стоева 11, Мекормик 2, Мегленова Ангела постигна 2, 7 поени постигна Ѓорева и 4 поени постигна Петровска. Според оно што гледам во записникот, сите што беа влезени во записникот добија своја шанса. Навистина, еден мал куриозитет, 54 скока на овој надпревар имаше екипата на Про Баскет, а само 35, односно речиси 20 помалку, екипата на МЗТ. Така да, едноставно, нашите го диригираат темпото, не му дозволија на противникот. Во вториот период само беше малце така неефикасно, 14-8 го добија нашите девојки, меѓутоа потоа во третиот период едноставно противникот беше дотолчен и се надеваме дека ќе продолжат девојките од Про Баскет да носат радост, а се надевам дека кавадаречката публика веќе еднаш ќе го слушне гласот на народ, ќе го слушне и сопствениот глас и ќе дојде во салата да ги бодри тие девојки, бидејќи и тие, како и фудбалерите, како и ракометарите, како и кошаркарите, го представуваат нашиот град. Кавадарци, нели? Нема да ви говорам денеска за
изговорите грешките во читање, грешките во пишување. Некој ќе рече луѓе сме, грешиме, да. Луѓе сме, грешиме, меѓутоа ако веќе нешто напишеме, па многу фер е да го провериме тоа и после да го објавиме. Во денешно време еден куп портали, Facebook страници и така натаму, сите мисле дека се знаат и се разбираат. Прават копи-пасте и правејќи копи-пасте прават грешки. Одма ќе ви дадам еден пример, во еден од овие спортскиве портали, Тиквеш вика ја декласираше Струмичка Брера со резултат 5-1. Титул 5-1. А во текстот пишува шестиот гол за Тиквеш го даде тој. Значи, ако нешто не сте сигурни, не го пишувајте. Или кренете слушалица, јавете се, прашајте, без разлика кој. Имате пријател фудбалер, имате пријател во меѓу тренерите, имате пријател во управата, имате пријатели по другите медиуми. Морај 5-1, 6-1, како беше, кој го дај гол, шо? А не да тресиме глупости, сега на некој тоа може би нему ни пречи. Тоа е, шо му е битно? Битно е победил Тиквеш. Нему е битно дали победил 5-1, 6-1, 10-0. Битно му е дека Тиквеш освоил 3 бода. Нему е ни битно како играл, што играл, нему е ни битно кој играл. Значи, има и такви луѓе. Сега да, има луѓе кои што се доволно да му пуштиш утакмица и ќе стисне муте. Не му треба тон, тој се гледа утакмицата. Него не го интересира тоа што го кажуваат, што коментираат и така натаму и така натаму. Имаше една случка вчера, судијата свирна прекин и овие колегиве од спортските телевизии велат грешка е судијата демек, не требаше воопшто да свирне прекин за да му досуди жолт картон конкретно на надпреварот Арсенал Манчестер Сити, да му додели жолт картон на Кепа Аризабалага, голманот на Арсенал кој бранеше. И сега во една ситуација голманот излегува, го фаќа противничкиот играч, буквално го држи, го пушта, играчот ја продолжува акцијата, а судијата некаде 10 секунди после тоа свири фаул и жолт картон за Кепа. Зошто вика не остави да заврши акцијата, односно да досуди предност? Гол беше празен. Можеше да се постигне гол, нели? Меѓутоа, тоа коментирањето, што знам, ќе го оставиме на страна, бидејќи тоа се е право на секој еден поединец. А вие, како поединци, ако сакате да видите што прави Тиквеш, како прави Тиквеш, ќе мора да дојдете на стадион. Меѓутоа, кога ќе седнете на трибините, ќе речете, шуо, 5 странци, од кај се овие? И се може би тој што седи до тебе го прашува, тоа ти не знаеш. Дали се од Гвинеја, дали се од Нигерија, дали се од Сенегал, дали се од брегот на слоновата коска. Значи, или доаѓаш на утакмица кошарка и вечерва и велиш, с кој играеме? Пак ќе рече, многу е убаво. Не мора да зголемиме веднаш бројката. Меѓутоа едно 10, едно 20, 50 луѓе во публика плюс од сегашните, пак кога играат овие помладите категории, особено овие што имаат забележителен успех. Убаво е да дојдете, да видите кај се вашите деца, ако има ваши деца што играат. Без разлика дали е футсал, дали е кошарка, дали е ракомет, дали се младински лиги, дали се јуниорски, сениорски, пионерски, кадетски, не е битно. Битно е да дојдете и да ги бодрите нашите деца. Не сте ни свесни колку еден аплауз од трибините или едно браво од трибините му значи на тоа дете која ќе даде кош или која ќе постигне гол. Затоа, а особено ова важи за родителите и роднините. Баби и дедовци, сабота, недела нема што да правите. Ојте гледат си ги внуците што работат. Ако мама и тато веќе се на лоесто, кроат, лечат прачки, лачат, што ти ја знам, таму врзуват,
ви у сала и дојдете да ги бодрите вашите внуки. Јасно, нели? Така. Да сте ми здрави и живи. Тука некаде ќе го означам крајот, меѓутоа, за следното издание на емисијата Спортодром ќе ви најавам нешто што, а да не најавам, да ве држам во неизвестност. Ќе дознаете многу работи за еден наш спортски колектив од прва рака. Како стоиме, што стоиме, докај сме, што ќе биде, како ќе биде во иднина и така натаму и така натаму. Значи, ајде, нема да откривам многу. Во оглавном, наредниот викенд фудбал нема репрезентација. Ракомет има. Ракомет му гостуваме на Алкалит. Кошарка машки има. Меѓутоа, кошаркарите гостуваат на Пелистар. Кошарка жени има. Меѓутоа, кошаркарките гостуваат на Патриот во Делчево. Мора да се задоволиме со трета лига Југ или со втора лига фудбал или што знам со футсал надпревари. Очигледно овие елитните надпревари наредниот викенд нема да ги има. Меѓутоа, затоа сме ние тука, се што е поврзано со спортот го следиме, го собираме и понеделнички го пласираме до вас. Во име на спортската редакција на КТВ телевизија, ви благодарам за вниманието со кој што не следевте и ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.